Како напредува проектот за отпадно масло од домаќинствата? За 365 дена на терен собрани 1200 килограми отпадно масло преку еко-хуманитарниот проект Рециклирај и донирај. Резултатот е очигледен: позитивни промени во еколошката свест и навики за собирање на отпадно масло. Веќе процесот доста се шири и ми е драго дека и многу млади луѓе на социјалните мрежи не поддржуваат и ја шират акцијата. Секако тука се приклучуваат веќе и повеќе организации. Например, имавме неколку предавања низ повеќе општини во Македонија. Исто така од средното училиште Васил Антевски Дерен дојдоа да не посетат, со нив имавме презентации. Сега имаме исто така позитивен фидбек и од средното училиште Јаха Кемал. Купно до сега се направени над 107 донации на сончогледово масло. Количините континуирано се зголемуваат. Например, пред неколку недели имавме над 1000 килограми, сега е над 1300, значи дека акцијата одлично се одвива и се повеќе количини се враќаат на отпадно масло. Многу дечиња се запознаа со темата за отпадно масло, научија како тоа треба да се собира, зашто е штетно за природата и што понатаму се прави со него. И тоа е еден добар пример, ако ги потекнуваат своите родители за да применуваат практики кои што ќе бидат добар пример за нивните деца. Значи, да гледаат што практично се случува кога еден ваков систем функционира во домаќинството, односно кога редовно се собира маслото кое што останува при готвење на храната. Така да и во тој поглед и на тој проект има постигнати се одлични резултати, бидејќи многу родители од градинките веќе влегува во системот и почнаа да враќаат отпадно масло и да донираат. Така да има една комплементарна поврзаност помеѓу и рециклирај и донирај и еве овој екоедукативен проект со градинките. Нови идеи секако цело време имаме и размислуваме на нови идеи и во тој поглед, значи, прво сакаме да видиме уште поголеми резултати од овие проекти, за потоа да видиме како би ги прошириле во други сегменти од нашето општество, например преку соработка со општините. Веќе со љубезност работиме на тоа да креираме партнерства со повеќе општини во Македонија, за да може и на тој начин да ги прошириме овие проекти, а исто така и во директна комуникација со граѓаните, презентации, како што спомнав, со образовниот сектор и така натаму. Идеи нови ќе доаѓаат и ние ќе ги реализираме како што гледаме дека реагираат луѓето и како што се шират овие екохуманитарни акции. Преку проектот Рециклирај и донирај месечно редовно се собираат количини на свежо сончогледово масло кое се донира на центри и социјално загрозени семејства. До сега има донирано вкупна количина од скоро пола тон свежо сончогледово масло, кое што во изминатиот период од една година беше донирано, односно поделено на бездомните и социјално загрозените семејства кои што се наши корисници на услуги. Задоволството на граѓаните кои што ги добиваат овие донации е многу големо, затоа што маслото за јадење е основен производ кој што е потребен во домаќинството, во секојдневното живење, така да покривајќи ги потребите за масло за јадење, навистина многу им се помага во нивниот домашен буџет, за да можат да си го приуштат тоа. Следниот период почуваме комуникација и со локалната самоуправа, со општините, така да во следен период веќе имаме воспоставено контакти и веќе договорено средби со општина Струмица. Градот Скопје е запознаен со овој проект, така да се надевам дека од септември ќе можеме поинтензивно да работиме на тој план. Проширувањето на самиот проект едноставно гледаме да вклучиме и други субјекти. Тако беше примерот и со порака од Неготино, кој што располага со 18 заедници, 9 во Скопје, 9 во Неготино, каде што секојдневно се готви, секојдневно се употребува масло за јадење и собирајќи го отпадното масло за јадење во нивните заедници, самите допринесуваат да може да генерираат свежо сончогледово масло, како награда од собраното отпадно масло, кое што ќе го употребуваат во своите заедници. Запомнете, 1 литар отпадно масло загадува до 1 милион литри вода. Екоедукативниот проект кој Суниленс го започна во градинките во неколку скопски општини продолжува од септември. Целта е здрава и чиста животна средина.